Добро утро и од мене. Време е да го започнеме најновото издание на магазин. Денеска една нова титула и досега најважна на Ивица Јанев. Пред само некој ден се врати од едно огромно првенство за бодибилдинг и е првиот македонец со огромна гордост го освои златното место, може така слободно да кажеме, златниот медал, и ова се случува за прв пат во историјата на Македонија, така што верувам дека ова е еден одличен повод за денеска Ице да ни биде гостин, но ќе видиме што се крие позади овој голем предизвик и што понатаму кога ќе се освои врвот, како понатаму да некој следни врвови. Ице, добро утро и добро ме дојде. Добро утро, добро ме најдов и благодарам на поканата. Ти благодарам многу, само да видам јас микрофончето ми кажа дека не било на место, но мислам дека сме супер. Ете така. 5% на плата. За технички дел. Добар ли си? Прво да ти честитам. Чекај да го покажеме вака сега. Односно ти имаш две награди. Да, две. Ама ова е првата златната, нели? Имам две дечиња, мора да однесам дома два медала. Бидејќи ако еден ќе настане проблем, ќе се скараат, кој ќе го земе кој. Среќа што веројатно во нивните очи исто изгледаат, па нема се караат кој е прво место, кој е трето место. Така е. Одлично. Ице, ова знам дека ти е досега врвот во сето она, нели, што си го направил. Како што кажа, никогаш претходно не си ни пробал, не си се обидел, бидејќи сега си го почувствувал моментот дека баш сега треба да се случи. Па, знаеш како? Знаеше ли дека ова ќе се случи? Реално, како подсвесно размислуваше? Сакав, сонував, мечтаев и ете се случи. Колку работев, тоа е друг момент. Така, ја 2023 бев двократен европски шампион, шампион и вице-шампион на Европа и неколкократен балкански. И сега тоа, кога го завршив, потоа следуваат дечињата, едно дече тогаш ми беше 6-месечно, семејството и така натаму, потоа ми се роди второ дете. И знаеш како потајно, ова е најпопуларниот и најатрактивниот надпревар на тлото Европа. Секој што е во фитнес индустријата, што испаднал некогаш на бине или што сака, ова е до тоа што можеш најчесто да стигнеш. Од тука натаму е мајко мила, сега така да кажем. Од тука натаму е мајко мила. Значи, но и овде до овде е мајко мила, бидејќи никој не го направил. Значи, не само поширокиот регион. Ретко се случува ова. Не секој може да стигне до тука. Пред се треба да победиш регионален надпревар. Да се квалификува. Тоа е Балканот и плюс Хрватска. Ова на Грција, извини. Значи, сега ќе ти објаснам. Значи, конкретно во мојот случај, бидејќи јас сум од Македонија, за нас NPC, таа федерација вика NPC, од Америка е тука, екс-југословенските држави, сите плюс Грција. Се организираше NPC регионален надпревар на кој бев поканет, бев известен, бидејќи нели праќаат тие известувања индустриите што тие сметаат дека можеби некогаш би учествувале на овој надпревар или би искажале желба. А конкретно од NPC знае дека јас сакам да таму, бидејќи претходно разговарав и тие ми пратија известување. Доколку не учествувам на тој надпревар, доколку не се квалификувам, нема да можам во иднина да одам доколку сакам на поголеми надпревар. Јас бев облигаторно задолжен да учествувам на тој надпревар. Се спремив, учествував, победив, земав 2 злата. Тогаш тоа го држав во тајност. Намерно го држиш во тајност? Да, намерно го држав. Не, го држав во тајност до издегувањето. Зошто, бидејќи, како што реков, јас сум со 2 дечиња, никогаш ништо не знаеш. Требаше сето тоа да се организира, да се испланира. Се може да се смени во последен момент. Да видиме бабите, дедовците, како се со можностите и така натаму. Мојата форма одеше кон подобро и подобро, значи ја структурирав да биде така како што треба да биде за 6 и 7, фактички мене на 7 беше надпреварувањето сега 7 јуни. Значи да биде натаму, значи месец и пол претходно, 17 април, 18 април беше. Значи јас знаев дека тогаш е сите работи, но мора тоа да го структурираш, така. И учествував во Србија, освоив 2 злата, од кога ги освоив злата, тогаш презентирав на македонската јавност, на моите социјални медиуми, не излегов тогаш на телевизија, бидејќи има фокус, а фокусот беше да се спремам за ова, бидејќи бара многу откажувања. Јас 7 месеци се немав кафе напиено со пријател. А варена риба јадам од 1 јануари. То веќе не јадам. Варен ослич јадев до пред 2 дена. Чекај, кога победиш, што беше првото јадење после тоа? Се почасти ли се нешто? Не, немав желба. Знаеш како? Или веќе толку се навикнуваш што едноставно после тоа? Конкретно, ќе му се заблагодарам на Бога, тој ми го одеде целиот стрес.
Јас немав стрес никаков и се што се случуваше ми беше мене секојдневие. Значи, дали периодот, дали претходно, бидејќи со години, јас сум во 20 години сум во форма, јас сум 40 години. 20 години сум во форма, со стомачни со низок процент на масти. Мојата исхрана е таа. Јас немам проблем. Јас може да се луксузирам, но немам проблем, не ми е мене измачување. И сега, за ова спремање, јас не ни осеќав дека се спремам, буквално. И се прашував, често пати со жена ми се прашувавме, дали правиме правилно. Значи, она се прашуваш дали правиш правилно, бидејќи ти е толку лесно. И сега кога на твоето конкретно прашање завршено преврат што ќе јадеме, не купивме ништо. Веќе уствари не. Тоа не купивме ништо, отидовме во Аликанте, во Шпанија беше тоа, во центарот на Аликанте. Прво што направив, издишав, се напив едно кафе, и после кафето порачавме пак да се насмееш лигни. Лигни? Да, лигни. Значи пак на морско. Тоа беше првото, да. Потоа јадев пица, 2 парчиња, бидејќи не може желудникот да прима тогаш. Не е тоа како што мислите се ќе изедам, ќе се слоши. Не прима желудникот. И што друго беше, вода пиев, знам. Јас си реков паелја, ќе кажеш. Пробавме паелја, не ми се допадна. Не ми се допадна паелјата. Златно рижото кај нас. Да. Не ми се допадна, но потоа наредниот ден се луксузирав со стек, телешки стек. Тоа ми беше, ми се допадна. Тоа беше луксус. Да, тоа беше луксузот. За некој секојдневие, за мене е луксузот. Тоа беше, нели бидејќи тој телешки стек не е приготвен на начинот на кој треба, тој има 1 кило путер внатре. А тоа се масти, калории непотребни за организмот доколку се припрема правилно, но за да биде вкусен начин. Тука е таа разлика, не. Што јадеш, ама и како? Исто, ама не е исто. Значи 300 грама телешки стек приготвен дома и 300 грама во ресторан, воопшто не е исто, да не се лажете. Да, одиш ли во ресторани, јадеш ли во ресторани? Да. Се случува и тоа, не е тоа нашето секојдневие, тоа е луксус, луксузот како што ти имаш луксус за нешто, јас имам луксус за тоа. Тоа се случува еднаш месечно, се одбираме што сакаме може да јадеме тогаш. Еве, синочниот луксус беше сендвич, тоа беше првиот луксус. Првиот луксус беше. Сендвич беше и тоа свесно сакав да се јадам, бидејќи правев еден експеримент за утро со тренингот, на гладно да видам како ќе реагира. Реагираше баш како што очекував. Тоа беше луксузот, нема да правиме реклама, нема да кажам кој, но се луксузираме еднаш до 2 пати, понекој пати 3 пати месечно, она квалитетно луксузирање кој ќе кажам што сакам и колку сакам да јадам. Така. Се друго е по грамажа, се друго е по грамажа, неделно да, може да дозволиме парче од ова, парче од она, сето тоа, бидејќи ова е балансиран живот. Така. Едно е надпреверувачки живење и спремање, друго е начинот на кој јас живеам или моето семејство живее или тоа што го проповедам на народот здрав живот. А тебе 20 години секојдневие, така што... На 20 години. Јас вежбам од прва година средно. Вежбам, а професионално се занимавам со тематиката нутриционизам од кога отидов во Америка. Тоа беше на мои 25-6 години. А сега сум веќе 40, збориме за активни 15 години, да. Так. Значи не е тоа, значи сум се образувал, сето тоа сум го направил, тоа е моето секојдневие како ти што дојдеш на телевизија. Малце повеќе од 15 години. Замисли. И те да се загрееме, иако со тебе секогаш сме добро загреани. Имаме неколку интересни прашања кои што треба да ги дополниш со првото нешто кое што ти текнува. Имаме 60 секунди и да видиме во тие 60 секунди колку ќе успеш да одговориш. А и што? Така, што ќе кажеш, што ти знам дека обожаваш психологија, така што ова ќе биде интересен момент. Речи, дали сме спремни? Личноста на која најмногу сакам да ја кажам благодарам е... Жена ми. Најтешкиот момент во мојот живот беше кога? Немам таков момент. Кога сум сам со своите мисли, најчесто размислувам за... Како да станам подобра личност. Најголемиот страв што го победив е... Не би можел да кажам, кога ми треба мислење. Успехот вреди најмногу кога имаш со кого да го споделиш. Јас го споделувам со... Со Бога и со жена ми. Човекот што најмногу ме обликувал како личност е... Агатон, мојот духовен отец. Македонија за мене е... Мајка, татковина. За насмевката на шампионот најчесто се крие... Многу работа. Работата што најмногу ми недостигаше за време на подготовките беше... Дружба, социализација. Мојата најголема слабост е... Добрината. Најемотивниот момент што никогаш нема да го заборавам е... Поврзано со мајка ми. Кога би можел да вратам време, би му кажал на помладиот Ивица што? Биди похрабар.
Добро е, добро е. Мислам дека едно не одговори. Едно не одговори за стравот. Да, тоа е, да. Вака не си размислувал на темава? Само овие прашања се реално и најтешки. Да, реално сега веќе од кога по втор пат ми го поставаш прашањето, стравот е фамилијата. Значи децата. Тоа, значи јас знаеш како во Америка кога живеев за стравот конкретно и сега нели нова средина комуницираш и мојот менаџер во работев во областа нутриционизам, велнес, тренер и така натаму и ми вика многу работиш, вика, многу се трудиш, како тоа, немаш ништо. Ја му викам вака, немам што да изгубам. И вака ми, како мислиш немаш што да изгубам? Викам, види вака, јас сум дојден од една држава што ти не знаеш, сум дошол тука со едно куферче и ни пари, ни ништо, и што можам ја да изгубам? Ништо, се сум изгубил јас. Од тука само можам да добивам. И јас страв немам, никаков страв. И само одев напред, бидејќи што ќе изгубиш кога немаш ништо? Ништо не, јас сум заборавил за се. За мојата мајка татковина, што кажав што е Македонија. Сум ја, да, ми избркало тука. Јас ја сакам, не. И почнав нов живот. И нема од чего да се плашиш. Сега има од чего да се плашиш. Тоа сакам да прашам. Сега се плашам само за еднината за децата. Тоа. И за тоа, поради тоа што се плашам, јас веќе до едно ниво сум ја креирал нивната иднина. Значи, од тоа што се плашам, сум го обезбедувал. Што е тоа? Да, првен, ќе споделам со македонската јавност, можеби тоа е апел до сите родители, е да се потрудат да има доволно средства за образование на нивното детенце. Татко ми, доколку мене нема образувал, јас нема од денеска да бидам тоа што сум. Значи, јас потекнувам од средно македонско семејство со еден вработен и ние сме работеле земјоделие за да имаме пари за јас да можам да студирам. Ама тоа се преплатило сега. Значи, бидејќи јас имам ум што можам да го користам кај да одам. Значи, затоа прва работа што правам за моите деца е да обезбедам соодветни студии. И уште од сега знам дека кај ќе учат сега, да не речем кај нема да учат. Кај нема да учат? Кај нема да учат е Македонија. Да, нема да учат. Стварно? Не, никако. Ни подразно. Општо образование да ја стекнат македонската култура, македонската историја, да научат на македонски начин, до некаде средно, до половина средно, после тоа никако Македонија. Тие после тоа доколку државата ги побара да работат тука од нивната област, окей, но јас дипломирав со 9,90 просек, магистрирав со 9,75, јас не работам на темата што тоа го направив. Значи јас не сум обичен студент, 9,90, 9,75 магистратурата моја на државен универзитет, а јас потоа во Америка студирав уште на 3 универзитети од областа нутриционизам. Еве кога го спомена студирањето кај нас и тој многу висок просек, тоа е стварно многу висок просек. Ти понуди ли некој нешто на факултет по дипломирањето? Ако ме прашуваш за асистентски работи, за демонстраторски... Па не мора за асистентски, едноставно гледаат студент кој што навистина капацитет. Каде живееме, да те прашам? Знаеш каде живееме? Да. Каде живееме? Македонија. Одговорот можеш сам да си го дадеш. Ова е држава каде што не се темели на владење на право и каде што не се темели на мерит систем. Мерит систем е врз база на постигнати резултати соодветни институции да вработуваат соодветни личности. Ова тука не е пример. Значи, еве сега, ова е утринска емисија. Јас кажав 9,90, просек 9,75. На македонската јавност повеќето не знаат на кој факултет е. После тоа некој треба да се јави. После тоа треба некој да се јави. Ке ми се јавиш ако се јави. После тоа некој треба да се јави. Дали ти се јави? Ова не е прв пат да го знае македонската. Значи, затоа ова не е за утринска телевизија. Јасно. Да. Ке се вратиме на Олимпија, А зошто тогаш се врати од Америка? Бидејќи број 1 е нешто што сакам најмногу е семејството. А во Америка одлучив дека не е идеално од лот да формирам семејство. И бидејќи среќата не е во парите, среќата може да ја најдеш на друго место. И јас ја најдов среќата каде. Значи тука е веќе мерење на верностите. Мерење, бидејќи јас сум немам ни брат ни сестра, мојата мајка беше доста болна и помина преку големи премрежја во животот, благодарна Господ, бидејќи таа е жива денеска, таа победи рак на бели дробови и е жива сега.
таа е родена по втор пат во истиот ден кога ми се роди Грегори. На неј прави операција на денот кога се роди Грегори. Замисли во какви патики сум бил јас. Значи се балето во 11 саат од мајка ми е прават операција, жена ми се пораѓа во 6 тргнем да одим на пораѓање. Значи можеш да замислиш, Господ ми даде искушенија што јас ги обожавам. Од најлошото до најубавото. Ги обожавам сите искушенија бидејќи направиле од мене подобра личност. И сега денеска и 20 се живи, можам на 20 да му се радувам. Тоа е голема доблест. Сега имате заеднички роден ден. Така, имаат тие заеднички роден ден. Така да, една од причините за која се вратив од Америка, најглавната причина беше сакав овде да формирам семејство со личност со која ќе ја сакам и знам дека ќе има исти вредности како што имам јас. Значи љубовта да биде број 1 и да се базира семејството на љубов, а не на некои други, како да ги кажам, карактеристики или ќе бидат вредности или ќе бидат и така натаму. Тоа беше главната причина поради која се вратив тука и кога видов дека јас можам тука да го ширам тоа што го знам, за многу кратко време го запознав човекот што го промени мојот живот, а тоа е отец Агатон, тој е монах, тој е мојот духовен отец и јас од тој сум нов човек. Ниту сум свирал на свирка, ниту сум влегол во вербална дискусија со некого, ниту сум се скарал со некого. Знам да простувам, можам да простувам, не секој може да простува. Бидејќи да може... тој момент, колку духовниот момент е клучен. Најмногу од се. Значи, вака, се бориме за злато, човек што им беше второ место што извади, му се слошува, му треба вода, до него нема шиши. Јас му го давам мојата. Мој ме гледа, вака, што е ова, бидејќи јас пиев чај. Не, тогаш јас пием чај тие дена, не пием вода, чиста вода, специјален чај. И ми вика, што е ова, викам, штом го пием јас, значи е добро, напи се, ќе ти биде окей. И се напи, и му стана подобро. И вака ме гледа, па вика, ја ти се бориме за прво место. Викам, без разлика, човечки е да се помогнем. Ние не сме душмани. И плюс тоа... Тоа е големината на крајот од денот. Тоа го научив од мојот духовен отец. Тоа научив да простувам. Предходно не беше така? Не. Ништо тоа. Ништо. Значи претходно си нормален човек. Некој ќе те удари, сакаш да му вратиш, да му се одмаздиш. Ќе те навреде, ќе ти свирне, излегуваш се кара, се тепаш на улица. Значи живееме во Скопје, колку се свири на свирка, така? Ми се случи еднаш да излезам од кола за да му се извинам на човекот. Човекот се уплаши, јас се враќам по тренинг. И кога му се извинам, стане да гушта. Постар човек беше. И му кажа, само те молам, вака не го прави никој друг, нема да биде вака како мене. Значи тоа баш ти направи еден нов целосен, знаеш како да кажам, тоа не е целосен ресет, значи, вербата во Бога не е да кажеш јас верувам во Бога. Вербата во Бога е љубовта и добрината. Јас многу пати ова го зборувам на социјалните мрежи. Не е да кажеш дека правиш добро, не е да постиш. Не е тоа. Значи да, пости, окей, кул, но ти треба да правиш добрина. Тоа е, Господ сака ние да правиме добри работи. Ако не ги правиме ние тие добри работи, џабе е сето што го зборам. Џабе е, јас сега ова го зборам тука, да излезам надвор, некој ми каже нешто, јас да се скарам со него, се степам. Не. Значи, јас во последните години од ова најголем таков инцидент ми се случи 2 дена пред Олимпија со едни несоодветни политички службеници. Тоа беше најголемиот мој, да речем, излегување од мојата кожа. А зошто го направив тоа? За институциите можеби малку да се променат. Пак она што претходно го кажа, системот и... За системот, да. Јас тоа го направив за да кажам како македонскиот граѓанин се чувствува во неговото секојдневие. Ако што можеби нема храброст тоа да го сподели. Ако што не може моќ храброст да го сподели, да. Јасно. Тоа било најголемо нешто од, да речем, од кога сум вратил од Америка. Ице, физички или психички беше потешко да се спремиш за психички во секој случај, физичко да не. Гледа се, за физичкото 20 години ти се спремен. Психички е вака, да ти објаснам едно денче како мој ден се одвива. Будење во 5:30. Значи додека дечињата спијат, јас правам кардио. Ги будам околу 7. Јас сум веќе во 7 истуширан, направено саат време кардио. А психичкиот дел, детето кога ќе сака да се играш, ти да се играш со него. А не дека јас сум преморен од мојот тренинг, кој ти треба да јадам. Во парк доле си носам со мене шејк, кај да одам носам оброк со мене. Значи варена риба носам секаде со мене. Значи физичкото го поднесуваш, но таа, например, како родител во моментот не е така едноставно, бидејќи јас сакам да сум родител. Не ми е нафрлено да сум родител. Јас избрав да бидам родител. Не може да излезеш од таа улога во 8 месеци, нели? Не сакам да излезам од таа улога. Едно е дали можеш, дали сакаш е другиот. Не сакам. Ова го направив јас и за нив.
за да му поставам правец по кој ќе одат и сега ќе прекинам бидејќи и тоа го разговаравме дома, не сакам да поставам па преголеми врвови за качување. Бидејќи тоа може да биде проблем. Да. И тоа може да биде. И тоа пошто ако гледам вака споредбено лево, десно, горе, доле да не има големи очекувања, знаеш, понекогаш родителите во многу случаи ги засенуваат децата и големите бизнисмени не му дават на своите деца да ги водат своите бизниси бидејќи не веруваат во нив. А тие забораваат дека тие научиле од своите грешки, а не му даваат на нивните деца да прават грешки. Тоа е интересен момент. Тука е растењето, кога човек прави грешка, нели, кога учи од својата грешка, ако сака да учи. Кога јас го освоив, се радував поише од тоа, бидејќи знаев дека после ова следува тоа, бидејќи видов кај сгрешив што треба да направам за да стигнам до таму. А разликата е неколку сати. Обично на ваквите надпревари одат со тимови, па тренери и така натаму. Во твојот случај, имав јас тренер со кој сум во тек, ги преиспитував моите познавања, да го кажам тоа така, кога ми треба совет и така натаму, но овој пат тој одлучи да не дојде со мене, значи направи чекор назад, што јас бев негативно изненаден. Океј, тој на жена ми реков, женче, не се секирај, се како што треба да биде, како што сака Господ. Не се секира, бидејќи таа беше малку, не, се како што треба. Треба јас и ти овој пат да го помениме заедно. Ние сето го завршивме. Што сме заслужили, ќе си добиеме. Видите, јас често пати тоа го зборувам. Секој добива тоа што заслужува. Порано или потоци. И денеска, и утре, секогаш добиваме тоа што заслужуваме. Наше е ние што ќе направиме тогаш и како ќе се поставиме. Или што сме направиле вчера за денеска тоа да го заслужиме. Така да, овој пат со жена ми беше посебен, бидејќи тај имаше можност да види некои работи поише тоа што сум ми го кажал претходно. Сега многу директно и директно, инволвирано, значи нема посредник, значи таа и кога ќе кажам имаш 30 секунди и за да ги повториш тие 30 секунди ти требаат години. Тука се тие 30 секунди. Нема ова ми сметаше тоа. Не, овие се тие 30 секунди крај заврши. Или ќе ги искористиш или нема да ги искористиш. Гледаме фотографии паралелно од сето она што се случуваше таму. Кажи ми, ти се веруваше некако кога си го слушна своето име, што вака прво ти помина низ глава? Па човекот што ме победи тука, црнецот во средина, е светски шампион. Вау. Да, и сега јас стоам до него, јас сум европски шампион. Јас го знам него. Он мене не ме знае, јас го знам. И знам кои се неговите мани. Тој има конкретно сега има кила на папукот, што тука не знам колку се гледа. Тоа е голем минус. И таа не му беше санирана. И сега тука беше дискутабилно дали тој ќе биде фаворизиран или нема да биде фаворизиран, бидејќи тоа е голема. Дали има привилегија затоа што е веќе не привилегија, бидејќи тој е во супер форма, многу подобар од мене. Но дали ќе биде казнет поради неговата грешка, например. Значи, знаеш како? Или ќе се прости затоа што веќе бил светски? Да. Значи, тоа беше таму тоа беше финале, бидејќи претходно се 10 на 12 луѓе од нив одбираат финале, финалисти се 5, тоа секогаш е така, има 2 дела и после кога стигнав во финале ја бев пресреќен веќе. А веќе кога слушнав дека не сум пети и четврти и дека влегувам во топ 3, веќе е победа. Веќе е преголем успех. Значи, како да ти кажам, преголем успех и тогаш се израдував за бронзата и знаев што ми беше грешка. Бидејќи они се многу прецизни временски. 1 саат пред твојот настап те викаат и ти си по бекстејдж. Добра. И таму завршува можноста на твој тренер, во случајот жена ми, да ми коригира боја. А јас од 9 почнува над преварот, а јас мојата калкулација беше дека ќе бидам во 10. Тие во 9 го викаа моето име, а ние таму отидовме 15 за 9. Значи ние отидовме касно. А јас тргнав по принципот, имам саат и пол. По принципот до претходно што сум се такмичил по другите надпреварувања. Огромна разлика. Сега вториот што беше... Тоа беше притисок тие 15 минути. Не да беше притисок. Па ти треба... за 15 минути требаше да се средиш да те намачка со боја. Значи бојата ми е направена мене. Претходно е направена, станата ни од 6, бојата е направена, сето тоа е средно. Ама тука треба да се финишира. Ти си облекол алиште врз тебе. Нешто бојата треба да се усклади, да се стави сјај. Значи едноставно да се подготвиш. Треба да јапниш некоја храна што ќе предизвика енергија кај тебе. Таа е посебна храна. Ме сваѓаш? Не е така едноставно, а времето беше многу кнап. И јас тоа не го очекував. А додека за вториот случај, значи тоа беше попладне, во вториот дел од 16 часот почнаа, мојата калкулација беше од 17, јас не мрднав
од истото место, од Сабајле од 8:40 до попладне, бидејќи веќе имам едно негативно искуство, нема мрдање тука. И тука и сето временски темпирано коригиравме боја, ставивме уште еден слој. Бојата беше многу поубава, сега например кога ги споредиме сликите од едната до другата категорија сум потемен, бојата е поусогласена, значи тоа многу значи на вина. И да работите, можеби тука ќе сум земал второ место. За прво не се надевав, можеби второ. Тоа се толку мали финеси што буквално Само буквално кога ќе застанеш у поза, ако се изрелаксираш секунда порано или ако заборавиш да го стегнеш глутот или задната ложа, ти си застанал во странична поза, тој мускул не се познава исто кога е стегнат и кога не е стегнат. Вау. И ти тука губиш, губиш, крај, заврши приказната. Значи ти стегаш грб, дупла бицепс од позади, треба да размислуваш од листовите, задна ложа, глутот, долен дел на грб, горен дел на грб, бицепси, сето да ти биде затегнато во ист момент. Значи, и малку нешто да штрчи, тоа е масел мемори, тоа конекција мозок и мускул, знаеш колку треба да има. Бидејќи еден момент да го заборавиш, тие кога го гледа тука, судијата седи доле. И ја дига главата и те гледа за секунда, тебе оде на другиот. И сега замисли моментот тој кога те погледнал, ти се опушти. Дали тој ќе има време да се врати на тебе? Овие секунди на сцената делуваат многу долго. Предолго. Значи, имаш ти 10 секунди да ја држиш позата. Околу 10-12 секунди. Не смееш ни да помислиш во тие 10-12 секунди ти нешто да релаксираш. Значи јас правам вакуум, еден од ретките што прави вакуум на бина. Тоа ми носи поени многу. Значи во позиција на вакуум после имаш трансфер во друга поза. Значи тоа одзема некаде 30 секунди. Не е тоа без воздух 30 секунди. Тоа е вакуум со затегнати сите мускули. Тоа е мајко мила. Како се учи тоа? Се учи секој ден го вежбаш една година. Значи, како беше повторувањето е мајка на знаењето. Репетиторс мадар студиорес, да. Значи јас се припремам активно една година, ама 3 години претходно се подготвам да подобрувам послаби мускулни групи што ги подобрив, за да бидам поконкурентен и тоа го остварив. Разликата од 2023 до сега 2026 во килограми на бина за мене е 10. Јас сум ставил 10 кила мускул. Вау. Тоа е на моја возраст. Ти си сериозно феномен, а верувам дека и Македонија горда на тебе. Се надам барем малку. Ке видиме дали ќе има повик денес. Ќе видиме, да. Ти благодарам многу за гостувањето, да се гледаме за убави работи. Ти благодарам да се гледаме за убави работи. И фала ти што ете одвои време да позборуваме на интересни теми. Мислам дека беше забавно. И едукативно пред се. Значи мојата цел е таа да го поедноставиме животот колку што може повеќе и да ни биде полесно во живењето и да бидеме реални спрема себе си, да не се лажиме. Така си. Тоа е големината на крајот од денот. Фала ти уште еднаш да се гледаме за убави работи. За крај ќе одиме со Хемисфери на Антонија Гиговска. Знаете дека деновиве официјално го промовираше нејзиниот најнов албум. Наскоро ќе имаме и во магазин, но претходно се разбира има еден куп спотови кои што заслужуваат да бидат споделени. Ова е нејзината Хемисфери, а ви останете на Сител и се гледаме утре. Чао, чао.